Почитувани, аферата половина грам кокаин, каде главен лик е Павле Богоевски, е многу сериозна, а власта си игра играчки. Полицијата и обвинителството мора да започнат сериозни истраги со кои се трговци и криминални структури Павле Богоевски бил во контакт и со кои пак тие биле вмрежени. Потоа, во кои се и во какви се класифицирани документи Павле Богоевски имал увид и сознанија како пратеник кој што поседува безбедносен сертификат. Понатаму, што се можело и може да заврши во рацете на криминалните мрежи? Почитувани, полицијата и Оливер Спасовски како министер мора да престанат со небулози и со бркање на таксисти, додека можеби се тргува со класифицирани документи или сознанија од нив. Ова не смее да се сведе на политичка игра и да заврши како низа други афери со кои што се поврзува МВР. Јавното обвинителство пак на невидливиот Љубомир Јовевски мора да излезе од политиканството и да започне сериозна истрага. Ако молчи за прислушувањето во основното јавно обвинителство, за оваа сериозна афера мора да се реагира. Павле Богоевски пак го загуби кредибилитетот и мора да престане да се крие за такси возачи или било кои други кои што ќе му се најдат на патот кон надвор од собранието. Одлуките кои што се носат во собранието морат да бидат донесени со чиста свест и целосна одговорност. Богоевски не е ништо повеќе од било кој друг граѓанин кој што бил фатен дека тргува на црниот пазар. Богоевски го наруши угледот на собранието и функцијата пратеник и го повреди етичкиот кодекс за однесување донесен во процесот наречен Жан Моне заедно со европратеници. Богоевски итно сам повлечи се од парламентот. Со тоа што тргуваш на наркопазарот, ги прекршуваш сите етички, морални, човечки норми. Исто така, веднаш повлечи се од комисиите каде си со тоа што поседуваш безбедносен сертификат, а понатаму, на свој трошок, побара и испитување во Ману, извршено преку влакно од коса и тоа веднаш. Резултатот од тестирањето сепак нема да те амнестира од соработка со наркоподземјето, а со тоа и од неподобноста, недостојноста за пратеничката функција. Ви благодарам